Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Спасение. Врз основа на Библијата веруваме дека спасението вклучува откупување на целиот човек, дух, душа и тело. Човекот како битие се спасува по милост и вера во завршеното дело на Господ Исус Христос, нашиот Спасител. Спасението не може да се заслужи или да се зачува ни делумно, ни во целина, со некаква човечка доблест и дејствување. Туку тоа се прима со лична вера во Господ Исус Христос. Во Исус Христос сите вистински верници имаат дар на вечен живот, совршена праведност, посинување во Божјото семејство, ослободување од секоја вина, и тоа е сегашната привилегија која е припрема и гаранција за иднината. Во Христос верниците имаат секаква духовна сила која им е потребна за живот и побожност и имаат гаранција дека нема да се соочат со Божјата вечна казна пеколот. Спасението што Бог го дава е достапно на сите кои со вера ќе го прифатат Господ Исус Христос како нивен Спасител. Тој со својата смрт, пролиената крв и славното воскресение извојува вечно откупување за сите што веруваат во Него. Спасението се прима само преку вера со помош на Светиот Дух кој се дава на оние што веруваат. Во најширока смисла, самото спасение вклучува повик од Господ, оправдување преку вера, раѓање од Бог, духовно раѓање, посинување, посветување и прославување. Прво, повик од Господ. Бог не остава ниту еден човек во незнаење во однос на спасоносната вистина. Тој не гледа на времето на незнаењето, туку ги повикува сите луѓе да дојдат кај Него и да бидат спасени. Тој не гледа кој е кој, ниту му е мило некој да загине, вели пророкот Езекиел, а и општо Бог со тоа што ги повикуваше и ги повикува и денешните луѓе. Самиот стих, Јован 3:16 вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во Него да не загине, туку да има живот вечен. Второ, оправдување преку вера. Грешникот што верува се оправдува преку верата. Бог во оправдувањето на грешникот ја засметува Христовата праведност и го прогласува за праведен во Христос, така што во исто време и Бог останува праведен и го оправдува оној кој верува во Исус Христос. Старозаветните верници Бог ги оправдуваше на ист начин како и новозаветните. Христовата жртва е темел на сите за оправдување. Не постојат два пата за спасение, туку само еден, а тоа е Господ Исус Христос кој лично рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. Трето, раѓање од Бог. Раѓањето од Бог е дел од Божјата благодат. Со тој чин верните стануваат нови созданија во Исус Христос. Како што вели апостол Павле, кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Тоа е промена на срцето преку дејството на Светиот Дух, кој го осведочува грешникот дека е грешник, и само врз основа на тоа осведочување се осознава човекот дека е грешник пред Бог. Раѓањето од Бог содржи покаяние на грешникот пред Бог и вера во Исус. Покаянието и верата се неделеви доживување на милоста. Покаянието е вистинско свртување, обраќање од гревот кон Бог.
Верата е потполна предаденост и прифаќање на Христос како Господ и Спасител. Кој така верува, тој се раѓа од Бог. И потоа се исполнуваат зборовите што ги рече апостол Јован. А на сите што го примија, на сите што веруваат во Неговото име, им даде власт да станат Божи деца. И затоа имаме како четврто посинување. Што значи тоа? Заради Исус Христос сите верници се посвоени или посинети и стануваат Божи деца, уживајќи во слободата што им е дадена преку Христос. Преку посинувањето тие се оспособени да му служат на Бог и да пристапуваат кон Бог како Негови синови и да бидат учесници во даровите кои се наменети за нив, како деца, и да имаат слободен пристап кон престолот на милоста или благодатта, викајќи Ава, Татко. Бог ги сожалува своите деца, ги заштитува и ги снабдува со сите потреби, а понекогаш и ги воспитува со казнени мерки за нивно добро, за да имаат, како што вели Павле, учество во Неговата светост. Тој нема да ги отфрли никогаш, бидејќи се запечатени преку Светиот Дух за денот на откупувањето, како што вели Павле во првата глава од Ефесјаните. Како петто имаме посветување. Посветувањето дозволува Исус Христос да живее во нас и да му дадеме простор, тој да го обликува нашиот живот во согласност со Неговата светост. Тој ги повикува Неговите деца да бидат свети како што е тој свет. Посветувањето е процес кој трае преку целиот живот со цел да се преобрази Христос во нив и да бидат што послични на Него, да бидеме слични на Исус. И како шесто имаме прославување. Прославувањето е доживување на Божјата спасителна благодат. Верникот му благодари на Бог за своето спасение и постојано го слави Неговото свето име и го очекува Божјото царство, каде што вечно ќе се слави Исус преку нивните усти. Прославувањето е израз на среќна и задоволна душа, која преку Светиот Дух ужива со Исус Христос. На Господ Исус Христос нека му е слава заради следново. Прво, тој не повикува лично да дојдеме кај Него. Тој не оправдува преку вера, не раѓа преку Светиот Дух, не посинува, не посветува и тој не прославува за Негова слава да бидеме со Него секогаш. Амин.